Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Голема полициска акција вечерова на повеќе локации претреси. Обвинителството за организиран криминал бара даношни затајувања. Зоран Јаневски во овие вести има ли повеќе детали? Вработени во Скопската дирекција на Управата за јавни приходи, сопственици и управители на фирми се уапсени доцна попладнево во голема акција на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Според првичните информации од обвинителството, приведените се осомничени за повеќе кривични дела како злосторничко здружување, даночна измама, перење пари и даночно затајување, а како што велат од обвинителството од големи размери. Акцијата, која се реализира под раководство на обвинител од Одделението за организиран криминал и корупција, а со асистенција на полицијата е се уште во тек и досега се обезбедени повеќе од 10 лица. За обезбедување на докази направени се претреси на повеќе локации низ државата. Според информации на Сител, осомничените кои се вработени во УЈП одобрувале поврат на ДДВ за фирми на кои тоа не им следувало. Измамата ја правеле за лична добивка, односно откако фирмите ќе добиеле поврат на ДДВ, осомничените добивале дел од тие пари, кои според информации на Сител достигнувале и до 20% од сумата која како вратен ДДВ ја добивале фирмите. С оглед дека, како што велат од обвинителството, акцијата е се уште во тек, оттаму најавуваат повеќе детали во текот на утрешниот ден. Маријан? Благодарам Зоран Јаневски за вечерашната акција во Скопје. А министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски смирува откако Македонија се најде на листата од 75 земји за кои сте и департментот го стопираше процесот за издавање иселенички визи. Оптимист е дека наскоро ќе има позитивни вести поврзани со визниот режим со САД. Опозицијата пак критикува дека Македонија се нашла во друштво со Сомалија поради антиевропски и антиамерикански политики на актуелната власт. Ако сте студент кој сака да учи во Соединетите Американски држави, планирате туристичка посета или имате закажано бизнис состанок, слободно може да аплицирате за виза. Последната одлука на Стејт Департментот за пауза на постапките за издавање иселенички визи нема да влијае на овие категории патувања. Промената се однесува само на луѓе кои сакаат трајно да се преселат во САД. Министерот за надворешни Муцунски вели дека не се работи за никаква црна листа или прекин. Земјава е во активна комуникација со американските институции, а решението е прашање на време. Ние сме во комуникација и со амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Нашата амбасада во Вашингтон комуницира со американскиот Стејт Департмент. Сакам да истакнам дека согласно нашите информации од конзуларна природа, најмал број на апликации кои што ги има во нашата држава се апликации за овој тип на визи и генерално се работи за граѓани од една повозрасна категорија. Муцунски оцени дека Македонија има одлични односи со Соединетите држави и дека во наредниот период се можни и позитивни изненадувања. Оставете малку на времето, оставете на нашата комуникација, на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер и еве тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па можеби во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава, односно да почнеме да затвараме прашања кои што 20 години се обидувавме да ги затвориме. Зошто Македонија се најде на листата заедно со уште 74 земји за замрзнување на имигрантските визи? Шефот на македонската дипломатија вели дека е дискутирано, но е некоректно тој да ги кажува аргументите што доаѓаат од другата страна. Од СДСМ ја обвинија власта дека тера анти-ЕУ и антиамериканска политика и ја води Македонија кон целосна изолација. САД носат специјален закон за Западен Балкан, насочен директно кон борбата против криминалот и корупцијата, и ова се само првите чекори кои што засега ги гледаме. Следуваат и црни листи, се најавуваат и можни санкции. Паузата ќе почне на 21 јануари и ќе трае неодредено време.
Стеј департментот ќе ја користи својата долгогодишна надлежност да ги прогласи за неподобни потенцијалните имигранти кои би станале корисници на јавна помош во Соединетите Американски држави и би ја искористувале великодушноста на американскиот народ, изјави портпаролот на Стеј департментот Томи Пигот. Претходно Вашингтон соопшти дека се поништени повеќе од 100.000 визи откако Трамп се врати во Белата куќа, што е рекорд за една година. Депортирани биле повеќе од 600.000 луѓе, додека 2,5 милиони сами ги напуштиле Соединетите држави. Мартин Арсов, Сител телевизија. По неуспешната средба во Вашингтон на Гренланд почна меѓународна воена мисија со распоредување сили од Данска, Германија, Франција и уште неколку НАТО држави. Американскиот претседател Доналд Трамп повтори дека островот е стратешки клучен за безбедноста на САД. Русија остро реагираше, оценувајќи го потегот како непотребна милитаризација на регионот. Европската унија застана за Данска, а Македонија за сега нема јасна позиција. Откако САД, Данска и Гренланд не успеа да се договорат околу иднината на островот на синокешната средба во Вашингтон, денеска започна воена мисија на Гренланд. Првите војници веќе пристигнаа, дански авион со војници слета на островот, а во текот на денот се очекува доаѓање на германски и француски сили. Во наредните денови воен персонал ќе распоредат и Шведска, Велика Британија и Норвешка. Станува збор за извидувачка мисија и заеднички воени вежби, кои според најавите треба да ја зајакнат безбедноста во арктичкиот регион. Факт е дека тензиите во безбедносната политика се проширија и на Арктикот. Тоа значи дека ни е потребно зголемено присуство во и околу Гренланд. Затоа, во близок диалог со владата на Гренланд, се согласивме да го зголемиме нашето воено присуство, како и нашите воени вежби на Арктикот и на крајниот север, во тесна соработка со нашите НАТО сојузници. Иако договор не беше постигнат околу иднината на Гренланд и како што изјави официјалните представници дека се договориле да се договорат, американскиот претседател Трамп сепак и понатаму тврди дека Гренланд е клучен за безбедноста на САД. Како причина ги наведува зголеменото присуство на руски и кинески бродови, но и плановите за изградба на систем за ракетна одбрана. We have a very good relationship with Denmark, as you know, we'll see. But, we're doing the Golden Dome, we're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. Во меѓувреме од Белата куќа беше објавена и карикатура со политичка порака. На неа се прикажани две патеки. Едната води кон стабилен и светол предел со американски знамиња, а другата кон мрачен и немирен пейсаж поврзан со Русија и Кина. Пораката што се испраќа е дека жителите на Гренланд треба да изберат на која страна ќе застанат. Русија остро реагираше на најавеното распоредување на НАТО сили. Од Москва оценуваат дека станува збор за непотребно подигање на тензиите и милитаризација на северот. Руската амбасада во Брисел тврди дека приказните за руска закана се изговор и дека во регионот со години не е забележано присуство на руски или кинески подморници. И додека Европската унија отворено застанува за Данска, а САД покажуваат интерес да го преземат островот, Македонија засега останува без јасна позиција. Прашањето е дали ќе се приклони кон ставовите на Европската унија, кон која тежне како идна членка, или кон САД, свој долгогодишен стратешки партнер. Министерот за надворешни работи Муцунски порача дека е неопходен диалог со двете страни. Мораме да се консултираме со Соединетите Американски држави, но исто така и со Европската унија, бидејќи може да постои прашање на каде што има интерес на заедничката надворешна и безбедносна политика, така да ние внимателно менаџираме со тие процеси. Уште од неговиот прв мандат, Трамп постојано изразува жилба да го купи Гренланд. И Гренланд и Данска јасно ставиат до знаење дека островот не е на продажба. Белата куќа минатата недела соопшти дека Трамп не ја исклучува ниту употребата на сила. Гренланд, најголемиот остров во светот, е самоуправна територија во рамките на кралството Данска, додека Данска ја задржува надлежноста врз одбраната и надворешната политика. Соединетите Американски држави имаат воена база на островот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Законот за прекршоци кој е клучен за проектот Безбеден град најверојатно наскоро ќе добие зелено светло од двотретинското мнозинство во собранието, откако координаторите на пратеничките групи утрово се координирале на неформална средба.
Законот за прекршоци треба да биде првиот производ на позитивната атмосфера на вчерашната лидерска средба. Дел од координаторите на пратеничките групи предпладнево имале неформална средба на која почнале комуникација, но финален договор се уште нема. Ду имале неколку забелешки по што побарале дополнително време за координација. Информацијата ја потврди и собранискиот спикер кој очекува брзи резултати. Средбата била исклучително конструктивна. Очекувам дека денеска веќе веднаш ќе има средба на координаторите во собрание и ќе почнат со работа да ги усогласат законите за кои се договориле да ги донесеме што побрзо. Околу народниот правобранител? Исто така, да. Можно е денеска, утре да имаме решение. Партиските лидери на вчерашната средба заклучија и дека треба да се укине пржинската влада. Оставија простор доколку СДСМ се согласи со тоа таа да се укине веднаш. Ако не, тогаш наредните избори да бидат последни кои ќе ги организира техничка влада. Најпрво да расчистиме дека пржинската или техничката влада е и ќе биде единствен услов за одржување на демократски нормални избори, бидејќи во Македонија во моментот услови за тоа други нема. Така да ќе продолжиме со сите демократски средства да се залагаме за техничката, односно пржинската влада да продолжи да функционира во позитивниот систем на Македонија. СДСМ кои вчера ја бойкотираа лидерската средба, утрово не ни добиле покана за неформалната координација. Во моментов остануваат единствената партија која е надвор од разговорите меѓу пратеничките групи, а со бројот на пратеници во собранието немаат некој капацитет да му наштетат на процесот. Лидерската средба, која вчера ја свика премиерот Мицкоски, беше оценета како конструктивна од сите учесници. Покрај законот за прекршоци се очекува договори за избор на народен правобранител, измени во изборниот законник, како и останатите закони од правосудството кои се дел од реформската агенда, а за чие донесување треба двотретинско или пак бадентерово мнозинство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Учениците се враќаат во клупите на 20 јануари. Лекарите од Институтот за јавно здравје не гледаат причина за продолжување на распустот. Нема продолжување на зимскиот распуст на учениците, иако бројот на болни од грип се зголемува. Од Институтот за јавно здравје и од Комисијата за заразни болести сметаат дека состојбата засега не е алармантна и нема потреба од дополнителни мерки. Бројките се очекувани за овој период од годината. Точно е дека имаме раст неколку недели порано до она што било очекувано, но засега барем сме во една средна активност и тоа засега не дава можност да даваме некакви претерани мерки кои што би ги зафаќале граѓаните, нешто како што кажавте вие, продолжување на зимскиот распуст. Сепак ја следиме состојбата и доколку има било каква промена, ние ќе апелираме и ќе дадеме соодветни мерки. Инаку, според последниот извештај на ИЈА за минатата недела, пријавени се 2322 случаи со грип, што е за 2,2 пати повеќе од првите 7 дена во новата година. Најмногу болни има во Скопје, Тетово, Куманово, Охрид. Околу 600 заболени се деца до 14 години, а вирусот е најраспространет кај работоспособното население. За да се спречи ширење и да се избегнат компликации од грипот, на вчерашниот состанок на Комисијата за заразни болести била донесена препорака во здравствените установи, сите здравствени работници, пациентите и граѓаните кои одат на посета задолжително да носат маски и да се почитуваат општите мерки за заштита препорачани од институтот. Тоа е избегнување на простории каде што има голем број на луѓе, посебно доколку се забележи дека истите имаат некакви симптоми на респираторно заболување, кашлање, кивање, да се со температура и слично. Понатаму тоа да се седи во да се проветуваат просториите, да се затоплуваат. Ако надвор е ладно времето, слоевито топла облека, да се конзумираат витамини, минерали, природни цедени сокови, се она што би можело да го подобри имунитетот на луѓето, а доколку се заболат од грип или од некое друго акутно заразно заболување кое што е со респираторна симптоматологија, најдобро е да се остани дома
Доколку симптомите не се повлекуваат или се влошуваат, веднаш да се јават кај матичен лекар или инфектолог за медицинска помош. Пред неколку дена на инфективната клиника поради компликации од грипот почина 75 годишна жена од Скопје, која имала повеќе хронични болести. Александар Динев